сосема полека. Движите се со бавни чекори. Застанете. Влез во темен и тесен ходник, низ кој ве води глас како на психотерапија. Мултимедијалната инсталација на Дијана Радевска Томик е првата станица во лавиринтот наречен одејќи по тенки линии. Со скенирање на QR код, секој посетител може да се движи низ изложбата која поттикнува многу размислувања. Така се движиме низ целиот лавиринт. Во моментот кога ќе дојдеме, ова е сензор кожа, делото е тактилно, значи идејата е да се допре. И доаѓаме во оној безизлезен момент во кој мора да се соочиме со самите себе си, нели? Затоа е огледалото. Лавиринтот е поставен во резиденцијата на амбасадорот на Европската унија во Скопје и е дел од мултимедијалната поставка посветена на менталното здравје. Лавиринтот може да биде страшен, како во неговата традиционална историски гледано лавиринтот со Минотаурот, но може да биде и забавен, како ренесансните и барокни лавиринти во кои луѓето оделе само за да би се забавувале. Во таа смисла и нашиот ум може да биде и страшен, и забавен, а останува на самите нас и на работата која правиме, на што работиме со себе си, како работиме на менталното здравје, да го претвориме во оној забавен зелен лавиринт во кој ништо страшно не се случува. Во групи од по 10 луѓе посетителите се движат низ лавиринтот, кој од првата просторија продолжува во ходник со неколку соби. Секоја од собите крие различна приказна која се открива преку актерска игра. 2017 година. Си ги се ковените. Перформансот продолжува преку интеракција на актерите со присутните на необичен начин, поттикнувајќи прашања од типот колку се искрени и како се чувствуваат. Дефинитивно само ќе се истуширам. Всушност јас ги имам погрешните луѓе покрај мене, не ме разбираат џабе. Зошто сум толку слаба? Денес не јадев ништо лошо. Треба да вежбам. Немам време да вежбам, а и зошто да вежбам? Еве пак, срцето. Не, срцето е, може би е најдобро да викнам брза помош. Кај ми е телефонот? Диши, ке пројде. Режисерот на перформансот Јован Ристовски открива дека сценариото е подготвено според вистински приказни. Изборот на сцените дошол спонтано при обиколка на резиденцијата. Втората приказна се случува во тоалетот, бидејќи за мене тоа е еден најинтимен дел каде што луѓето можат да бидат искрени со себе, да се исплачат ако им е тешко, доколку се во некоја гужва или не може да се соочат со некои реалности, секогаш бегаат во некој простор каде што тоалетот нели е најидеален. Посебно пред огледало, кога гледаш, кога човек е во некаква агонија. И од таа приказна од тоалетот веќе публиката се опатува кон кујната. Во кујната, всушност, актерката е, не лажираме некаков карактер, тоа е Ангела Стојановска актерката, која е во исто време и драматичар и комичар. Работејќи со неја, свативме дека треба да има една интеракција меѓу публиката и неја, каде што се отвора и дискусија. Прошетката низ куќата завршува во поголема просторија каде се изложени дела на врвни уметници, но и десетина ликовни креации на пациенти во психијатриската болница во Демир Хисар. Изборот на делата е под кураторство на Јасмина Котевска. Идејата беше да се направи една изложба, односно да се креира изложба во која што посетителот ќе може тешко да разграничи што е она здраво и што е она, ајде да кажеме, болно, можеби, или абнормално во творештвото, бидејќи тие тенки линии се толку тенки што во визуелната уметност тешко се разграничуваат и верувам споредено со останатите ликовни дела на изложбата од македонските уметници, така не тематски се можеби поведри за разлика од другите ликовни дела. Начинот на кој што се изработени, ако му го погледнете ликов, трчениот поглед, зениците, колку се здрвени, мислам дека таа здрвеност, почанието, скрутост, шематичност укажува баш на болеста. Тоа е она специфичното, но тоа е и она што ги прави нив да бидат, да имат една естетика која што е, како да кажам, доста значајна и убава само по себе. А токму овие дела се главната инспирација за целиот мултимедијален настан да се постави во резиденцијата на ЕУ. Иницијатор е Пол Бусхот, партнерот на евроамбасадорот Дейвид Гир, кој открива дека идејата ја добил при посета на болницата во Демир Хисар. We were quite shocked about how deep people suffer there and how
people are really in bad conditions even, and it really struck us. We met Yasmina there, who is the curator of this exhibition, and she does art therapy with patients from the institution. And as you can see, they're all around here. This really enlightened us and brings for us together the fact that this country has a great sense of nature, has a great sense of music, we love the jazz scene here, and has a great artistic feel. That for us is so strong in this country. So we thought, why not combine the one to the other and do something on mental health. Пол вели дека втората причина зошто се прави ова е епидемијата на проблеми со менталното здравје на глобално ниво, дополнително нагласена со самотијата и стресот за време на ковид-пандемијата. We thought we can do something to create awareness in this country, in a country that by nature maybe people kind of are ashamed or don't talk about it. And the thing is, you have to talk about it. When there is an issue, talk about it. Already half is gone, and look for help. So that's the appeal we would like to create with this exhibition. Официјалното отворање на изложбата беше во неформално опкружување со обраќање на евроамбасадорот Дейвид Гир. Now, 1 in 4 people globally are impacted by mental health issues. 9 in 10 people who have a mental health condition suffer discrimination or stigma, but we don't talk about it. So the goal of this multimedia event here at the EU residence is to open up a conversation about mental health issues, the most human of conditions, to talk about it, and by talking together about it, to see how best we can address it and share it as part of our common human experience. Меѓу првите посетители имаше уметници, новинари, психолози. Оние со кои разговаравме велат, тешко се останува рамнодушен. Конкретно една слика од овде, значи ми предизвика силни емоции кои што ми дојде на рап на плачење. Затоа што претпоставувам, тоа е мое што сум го видела во сликите, не е на авторот, меѓутоа јас го доживеав толку силно. Додека портретиве, например, ги доживеав дека секој портрет раскаже своја приказна. Меѓутоа, навистина ме замисли првата просторија која праша колку навистина сте искрени кон себе си. И си да ќутавме. Многу малку. Таму каде што можеби веројатно најмногу се препознав беше токму тоалетот, но не поради тоалетот, туку поради буквално скоривањето јадови на анксиозноста што сите не оптоварува во континуитет. Значи, ние живееме во свет каде што единствено кога сме во тоалетот сме сами со своите мисли, не разговараме со никого и буквално тогаш ни надоаѓаат сите работи за кои што не сме ги завршиле со себе си и не сме ги расчистиле. И мислам дека таа анксиозност и оваа идеја целосно за изложбата е фасцинантна, бидејќи пристапот може би многу чуден, многу непријатен, искрено, особено во собите, ама сепак многу потребен. Мултимедијалниот настан, одејќи по тенки линии, ќе биде отворен за посетители до 31 мај, а секој што сака да го види, треба да се пријави преку Facebook страницата на делегацијата на ЕУ во земјава.